Во Вашингтон е подпишан значаен договор за финансиска поддршка во вредност од $5 милиони наменети за истражување на критични минерали во Македонија. Овој чекор представува важен исчекор во развојот на рударскиот и енергетскиот сектор, како и во заекнувањето на економската соработка со Соединетите Американски држави. Договорот го подпиша Конор Колман, раководител на инвестиции во Американската развојна финансиска корпорација, и Ник Јовановски, извршен директор на компанијата Pella Global. На свечениот настан присуствуваа министерката за енергетика, рударство и минерални суровини Сања Божиновска и министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски. Според Министерството за енергетика, оваа финансиска поддршка представува конкретен чекор кон искористување на потенцијалот на критичните минерали, кои имаат се поголемо значење во современите енергетски и индустријски политики. Со реализацијата на проектот се отвораат нови можности за истражување, привлекување инвестиции и примена на напредни технологии, во согласност со глобалните трендови за обезбедување алтернативни извори на суровини. Настанот се одржа во рамки на официјалната посета на владината делегација на Соединетите Американски држави. На средбата беа разгледани и потенцијалите за понатамошно продлабочување на соработката и поддршката на конкретни проекти од заеднички интерес. Овој договор испреќа силен сигнал за зголемен меѓународен интерес за инвестирање во секторот на критични минерали во Македонија. Воедно тој ја потврдува стратешката определба за развој на енергетскиот сектор и заекнување на партнерството со Соединетите Американски држави, особено во областа на ресурсите и одржливиот развој. Собранието попладнево во рамки на 97-та седница со 68 гласа за и 15 против го избраа Ацо Ристов за председател на Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад. Ацо Ристов е дипломиран електроинженер со долгогодишно работно и проектно искуство во секторите енергетика, хидроенергија, водоснабдување, третман на води, рударство и инфраструктурни системи. Искусен менаџер со докажана експертиза во управување со комплексни градежни, енергетски и индустријски проекти, вклучително хидроелектрани, електроенергетски системи, пречистителни станици, пумпни системи и индустријска инфраструктура. Поседува силни компетенции во проектен менеджмент, техничка координација и стратешко планирање. Ристов е член на Комората на овластени архитекти и овластени инженери на Македонија, со овластување за проектирање, надзор и изведба на објекти од прва категорија. Ова го наведе Комисијата за прашање на изборите и именувањата во предлог одлуката за именување на Ристов, што ја усвои на 17 минатиот месец. Во текот на расправата, пратениците од опозицијата оценија дека ВМРО ДПМН предложиле партиски кадар за председател на Регулаторната комисија за енергетика. А тие од власта посочија дека Ристов ги исполнува условите и оти со своето искуство, знаење и авторитет заслужува да биде на позицијата. Амар Мециновиќ од Левица пак оцени дека Ристов не може да биде независен во раководењето на Регулаторната комисија, затоа што, како што посочи, е близок соработник на премиерот. Тој најави дека ќе го оспори назначувањето на Ристов со формална представка до Европската енергетска заедница. Премиерот Христијан Мицкоски вели дека премирието во заливот резултирало со мало намалување на цените на нафтата на светските берзи, но отие рано да се проектира што ќе се случува на берзите наредната недела. Во однос на зголемувањето на цените во маркетите, пак посочи дека ќе носат мерки во зависност од тоа како ќе се развива ситуацијата, но оти нема да се толерира непазарно однесување на синџир маркетите. Вчера се постигна привремено примирие и тоа веднаш резултира на берзите. Цената на нафтата е речиси $20 за барел, веднаш поевтина во споредба со онаа што беше вчера. Ке видиме како ќе се движи, рано е да проектираме, вели Мицкоски при посетата на општината Шутово Ризари. Тој потсети дека според вчера објавените статистички податоци за трошоците за живот, тие се зголемени на годишно ниво за 4,9%. Имаме стратегија што по 20 април, од кога ќе истече кризната состојба, очекувам смирување, но во овие нешто повеќе од 40 дена. Регионално факт е дека имаме најниска цена на горивата. Факт е дека граѓани од други држави доаѓаат кај нас за да полнат бензин и дизел гориво, кој ги има на нашите пумпи. За 20 до 30% е зголемена потрошувачката, така што за разлика од онаа Македонија, која коленичеше и молеше за помош во минатото, сега имаме поинаква земја, нагласи Мицкоски.
На судењето против Стојанче Јовановски, обвинет за убиството на својата сопруга Ивана Јовановска и нивната ќерка Катја, беа презентирани аудио снимки од пријави направени од Ивана и други лица како клучни материјални докази. Снимките, најмногу од 2 март годинава, непосредно пред трагичниот настан, покажуваат континуирани расправи и физичко насилство. Во тие пријави Јовановски порачува на Ивана дека повеќе нема да го види детето и дека ќе го уништи животот. Покрај аудио снимките од копниот ден, судот ги разгледа и материјалите од 2024, 2025 и 2026, кои сведочат за долгорочно семејно насилство. Доказите вклучуваат пријави направени од Ивана, незината мајка Љубица, мајката на обвинетиот и анонимни соседи. Презентирани беа и транскрипции, како и фотографии од пријавите во полицијата со видливи телефонски броеви на пријавителите. Обвинителката Адела Бојчевиќ нагласи дека овие материјални докази јасно покажуваат континуирано насилство, кое траело години и представуваат основа за кривичната постапка против Јовановски. Додека се презентираа доказите, обвинетиот Јовановски гестикулираше и протестираше, поради што судијата Ивица Стефановски мораше да го опомени. Меѓу доказите беше и повикот самиот Стојанче, во кој тој се обидел да ја намести Ивана пријавувајќи ја дека таа него го малтретира. Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека ќе ги одложи заканите за уништување на иранската цивилна инфраструктура за 2 недели доколку Техеран безусловно и целосно го отвори виталниот ормуски теснец за транспорт на нафта. Иран изјави дека ќе се согласи со ова барање доколку нападите целосно престанат. Се согласувам да ги запрам бомбардирањата и нападите врз Иран 2 недели, напиша американскиот председател на Truth Social, малку повеќе од 1 час пред да истече ултиматумот по разговорите со пакистанските медијатори, кои први понудија таква идеја. Врз основа на моите разговори со премиерот Шахбаз Шариф и Асим Мунир од Пакистан, во кои тие ме замолија да ја сопрам деструктивната сила што се испраќа во Иран вечерва, под услов Исламската република Иран да се согласи на целосно, итно и безбедно отворање на ормускиот теснец, се согласувам да ги сопрам бомбардирањата, порача Трамп. Тој заврши својата порака велејќи во име на Соединетите Американски држави како председател, воедно и како представник на земјите од Блискиот Исток. Чест ми е што овој долгогодишен проблем е близу до решение. Иранскиот министер за надворешни работи Абас Аракчи изјави дека преминувањето низ ормускиот теснец ќе биде дозволено во следните 2 недели, под надзор на иранската војска и под услов израелско. Иранскиот министер за надворешни работи Абас Аракчи изјави дека преминувањето низ ормускиот теснец ќе биде дозволено во следните 2 недели, под надзор на иранската војска и под услов израелско-американските напади целосно да запрат во тој период. Пакистан, Египет, Турција и Саудиска Арабија се посредници меѓу завојуваните страни во конфликтот. Во текот на вечерта, пред да истече ултиматумот, Соединетите Американски држави во воздушни напади погодиле 2 моста и железничка станица во Иран. Прекинот на огнот со прифаќање на општите принципи што Иран ги бараше е плод на крвта на нашиот великомаченички водач Хамнеи и постигнување на присуството на сите луѓе на теренот. Од денеска па натаму ќе останеме заедно, било во дипломатијата, одбраната, на улица или во службата, напиша Пазешкијан, председателот на Иран на социјалната мрежа X. Врховниот лидер на Иран Ајатолахот Али Хамнеи беше убиен на првиот ден од нападите на американските и израелските сили врз Иран на 28 февруари, при што функцијата ја наследи неговиот син Моџтаба Хамнеи. Премиерот на Пакистан Шахбаз Шариф соопшти дека Иран, САД и нивните сојузници постигнале договор за итен прекин на огнот кој стапува во сила веднаш. Председателот на САД Доналд Трамп предходно изјави дека по разговори со пакистанското раководство е договорен 2-неделен прекин на огнот. Набез откако беше објавен договорот, иранските власти го потврдија, наведувајќи дека тој вклучува континуирана иранска контрола над ормускиот теснец. Следува период на променливо облачно и претежно стабилно време. Денеска и утре ќе дува умерен до засилен наместа долж по Вардаријето и во источните делови, повремено силен северен ветер. Од утре до недела, утринските температури наместа ќе се спуштаат под 0 степени. Ќе има појава на утрински мразеви.
До петок ќе дува северен, а од сабота попладне ветрот ќе го смени правецот во југоисточен, прогнозира управата за хидрометеоролошки работи.